Уште една компанија за производство на инсталацијски кабли за возила доаѓа во Македонија. Турскиот инвеститор Каво Automotive од крајот на септември се очекува да започне со производство во фабриката што треба да се изгради во индустријската зона во Тетово. Министерот за економија Дурмиши рече дека компанијата за автомобилски делови со инвестиција од 20 милиони евра ќе отвори околу 500 нови работни места за регионот на Полог. Ky model tregon që bashkëpunimi midis shtetit dhe sektorit privat mund të krijojë kushte për realizimin e investimeve të mëdha që kontribuojnë drejt për drejt në zhvillimin ekonomik lokal, po ashtu edhe në atë nacional. Kompania Java Automotive është kompani e njohur ndërkombëtare me përvojë prej disa dekadave në industrinë e automobilave dhe me kapacitete prodhuese në disa vende të rajonit. Vendimi i saj për të transferuar një pjesë të prodhimit që realizohet sot në Turqi dhe Slovakinë të transferohet në vendin ton është një sinjal i fortë i besimit në ekonominë tonë. За разлика од министерот кој рече 500 нови работни места, директорот на технолошко-индустријските развојни зони Гоце Димовски рече дека ќе има 400 нови вработувања. Според него извозот од производството ќе биде двојно поголем од почетната инвестиција. Станува збор за сектор за производство на автомобилски кабли. Станува збор за високотехнолошко производство на контролни кабли, базирано на современи автоматизирани процеси и технологии, што значно ќе придонесе за унапредување на технолошко ниво на индустријското производство во државата, како и за развој на квалификуван кадар со нови вештини и знаења. Java Automotive планира сериозен инвестицијски циклус во Македонија. Согласно бизнис планот, висината на инвестицијата ќе достигне до 20 милиони евра со вработување на повеќе од 400 лица. Планот на Java Automotive со овој инвестицијски проект е да креира годишен извоз кој би достигнал 45 милиони евра годишно. Властите наведоа дека компанијата ќе добија државна помош како странски инвеститор преку фискални олеснувања, ослободување од придонеси за работниците во одреден период и користење земјиште во индустријската зона. Се потсетува дека пред неколку години странската автомобилска компанија ЕГО не успеа да ја реализира инвестицијата за производство на електрични возила токму во индустријската зона во Тетово, но властите велат дека тоа е минато и дека оваа нова инвестиција е веќе обезбедена со потпишан билатерален договор.